Македонско радио, Радио Скопје. Деновиве пред години со Александар Ангеловски. Преку авизото и отворените радиоприемници од ваша страна, почитувани слушатели, го остваривме контактот со една од најстарите документарни емисии на првиот електронски мас-медиум во Република Македонија, на нашето старо радио Скопје, Македонското радио, Деновиве пред години. И денеска подготвивме само една содржина од македонското минато, имено освртот посветен на Борко Лазевски, еден од најстакнатите современи македонски сликари по повод неговото раѓање во 1917 година. Светските теми пак во денешниот преглед се нешто повеќе од едно столетие пред спомнатата македонска одредница, поточно во 1811 година е роден унгарскиот композитор и диригент Франц Лист. Па накратко преминуваме на француско тло и подсетуваме на познатата легенда на француската и светската кинематографија, артистката Сара Бернар. А од тука се префрламе преку океанот за да информираме за почетоците на Метрополитен операта во Њу Јорк. Повторно се враќаме во Франција и си припомнуваме на придонесот во модерното светско сликарство на Пол Сезан, па навраќаме во соседна Англија и се осврнуваме врз творештвото на истакнатиот композитор Бенџамин Бритн. Потоа следува аудиозапис за неголемата поморско-воздушна битка меѓу Јапонија и Соединетите Американски држави во текот на Втората светска војна на Филипинскиот архипелаг и рапортот го затвораме со белешка за кубанската криза и советско-американските односи. На денешен ден 1917 година во Прилеп е роден Борко Лазевски, еден од најистакнатите современи македонски сликари. Тој своето образование го стекна во Белград и во Софија, а се занимаваше со сликарство, фрескосликарство, мозаик и графика. Од монументалните дела на Борко Лазевски ќе ги споменеме фреската Мечкин камен, што се наоѓа во Домот на армијата на Република Македонија, мозаиците на стража во Скопје и 1903-1943 во село Сливово, Охридско. Фреската Народно-ослободителната борба во Македонија во поранешната железничка станица во Скопје, фреските Илинден на Бриони и Самуил во Вардарфилм во Скопје. Тој е автор и на импозантниот мурал на неврзаните земји во Мексико. Борко Лазевски почина на 16 јуни 1993 година во Скопје. На овој ден 1811 година во Доборјан е роден унгарскиот композитор и диригент Франц Лист. Тој е автор на клавирските дела Годините на поколението, Легенди, Љубовни соништа, на 12 унгарски рапсодии, на симфониите Фауст и Данте и на многобројни симфониски поеми, прелудиуми и друго. Франц Лист умре на 13 јули 1886 година во Бајроит, оставајќи ја во музичкото наследство и документарната биографија на Фредерик Шопен. Деновиве во 1844 година во Париз е родена Сара Бернар, позната француска артистка со исклучително убав глас и дарба, една од првите легенди на француската и светската кинематографија. По оформување на образованието во текот на богатата кариера, со својата глума оствари голем број улоги, одбележувајќи цела една епоха. Главни нејзини улоги се Корелија во Кралот Лир, Кралицата во Руј Блас, Дамата со камелии, Хамлет и Тоска. Сара Бернар почина на 26 март 1923 година. На денешен ден 1883 година со операта Фауст од Шарл Гуно започна да работи Метрополитен операта во Њу Јорк. Таа има 3500 седишта.
На овој ден 1906 година во Ексан-Прованс почина Пол Сезан, француски сликар, импресионист, кој даде голем придонес во развојот на модерното светско сликарство. Негови познати дела се Капачки, Коцкари, Планината Сен-Виктуар и други. Пол Сезан е роден на 19 јануари 1839 година. На денешен ден 1913 година во Лонстофт е роден Бенджамин Бритен, англиски композитор и автор на мош непознатите опери Питер Грајмс, Грабнувањето на Лутреција и Алберт Харинг. Мощно изведувани негови дела се и оркестарските композиции, едноставната, пролетната и втората симфонија, како и знаменитата опера за деца Оџачарчето Сеим. Бенджамин Бритен почина на 4 декември 1976 година во Алдербург. Деновиве во 1944 година во Филипинскиот архипелаг се случи најголемата поморско-воздушна битка во Втората светска војна. Во оваа битка учествуваше речиси целата јапонска флота и 3/4 од флотата на Соединетите Американски држави. Во архипелагот се судрија 230 воени бродови и 1400 американски и 250 јапонски авиони. Битката траеше до 25 октомври 1944 година, кога поразените јапонци го напуштија боиштето. На овој ден 1962 година започна кубанската криза. Председателот на Соединетите Американски држави, Џон Кенеди, поради намерата на Советскиот сојуз да постави ракетни рампи на Куба, нареди американската морнарица да го блокира островот. Тоа представуваше закана за избовнување нова светска војна, овој пат нуклеарна, но преку директната размена на пораки меѓу шефовите на двете велесили Кенеди и Хрушчов, дојде до попуштање на затегнатоста, а потоа и до отстранување на советските ракети во замена за ветување дека Соединетите Американски држави нема да ја нападнат Куба. Junak momče mlado, teški solzi makedonci krilja, apostol otpadna za svoje to stado. Teški solzi makedonci krilja, apostol otpadna za svoje to stado. Udrete moji
sokoli moji hrabri krila, letnete na 4 strani, gušnete zemlja naša mila. Ah, rani, rani, moji teški rani, gušnete zemlja naša mila. Ah, rani, rani, moji teški rani, udrete moji mili čeda, skinete sinđiri i beda, i vojedno ljato da ste zbrani. Ah, rani, rani, moji teški rani, udrete moji mili čeda, skinete sinđiri i beda, i vojedno ljato da ste zbrani. Ah, rani, rani, moji teški rani, ah, rani, rani, moji teški rani. Пладневното издание на документарната емисија Деновиве пред години, почитувани радиопријатели, го подготви авторот на историските одредници Александар Ангеловски, спикерот Анета Трпевска и тон мајсторот Тони Цаневски. Производство Македонско радио, Радио Скопје, октомври 2020 година.